Добро вечер. Недела 20 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Хефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 61-62 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе побараме во интервју со министерката за образование Весна Јаневска. Едно тврдо интервју, и ако го споредите квалитетот на интервјуто или тврдината на поставувањето на прашање, тврдоста на поставувањето на прашањето во овој интервју, 10 пати потврди прашање ве поставени од споредба со Сем Вакнин. Машки издржа министерката за образование Весна Јаневска, и тоа само е потврдува мојата стара теза дека најголемите мажи во Република Македонија се жените. Знаат да дојдат на интервју, знаат да се издржат, храбри се, не се откажуваат. Интервју 60 минути, останете со нас, ви гарантирам нема да зажалите. Добро вечер, Весна Јаневска. Втора емисија, прв министр, 50%, значи 50% од власта, 50% не од власта гости на емисијата, што ќе рече дека сум квалифициран да бидам провладен подкаст. Добро вечер. Како сте? Драго ми е. Добро сум. Како сте вие? Сопругата рече тешки прашања да не ги поставам, бидејќи нема да ја монтира емисијата. Претходниот гостин стана, се обезбедив за секој случај, охо лепак ставив на столчето, значи нема шанси да станете од интервјуто. Прашањата ќе бидат меки ко памук, заштитени сте ко бенгалски тигар, што се вика. Ви благодарам многу. Не се секирајте, нема да станам. Јас сум издржлива. Нели лавот ми е символ? Лавот ли ви е символ? Лавот ми е символ. Па вие многу символи сменивте на... Не, никаков символ не сменив. Лавот секогаш. Само во две и секаде лавот беше символ, и двете се демохристијански. Ке разговараме тоа нели подоле ке паназираме подоле во емисијата. Кој е Весна Јаневска? Ова е многу чудно прашање. Јас така велам, што да одговори човек кој е Весна Јаневска? Во моментов сум министер за образование и наука, претходно бев професор на медицинскиот факултет и тоа е доживотна титула и сметам дека тоа е врвот кој може да се постигне во професијата. Во приватниот живот сега прво сум баба на Павел и Петра, потоа сум мајка на Калина и Дафина и секако сум сопруга на Владо. Знаете, кога некој ќе праша кој е Весна Јаневска или како сте, тоа се најтешки прашања. Замислете некој да ја праша како сте. Во оваа држава сите сме научени да се жалиме, се нешто ни фали, се нешто немаме, се нешто овамо, и на прашањето како сте не знаеме да одговориме. Не, јас велам добро сум. Дали е тешка работата? Многу е тешка работата. Вие сте дел на влада која не ослободи од окупација. Точно така. Нас ни е чест да ни гостувате ко министерка влада која не ослободи од окупација. Ви благодарам. Точно така. А кој беше окупаторот, може ли да дефинираме? Тоа треба да ги прашате граѓаните, затоа што кога дојде на власт новата влада, тие се почувствува ослободени и тие велат дека се ослободени. Тоа беше кампањата на премиерот, ќе ослободиме Македонија на 8 мај од окупацијата, и сега нели прашање кој ја окупирал Македонија ако вие ја ослободите, бидејќи едните што не ослободивте од нив дуи, со нивните гласови се изгласа законот за промена на органи на управата. Немаше владата да биде избрана ако тие окупатори не гласа за законот. Ја ослободивме Македонија од криминал, од корупција, од неработење, од неодговорност, од заостанати и наталожени проблеми кои треба да се решат, и мислам дека е доволно сега за сега, оти треба се ова да покажеме дека можеме, различно од другите, за да имаме успешна држава. Ова е вашата биографија, гледам што е објавена на страната на Министерството за образование. Таму имате наредено повеќе функции што се ги објавувале, а две клучни функции вие немате ставено на страната. Во Министерството и на Википедија. Едната е дека сте биле ВД председател на ВМРО Народна партија, Добро. А втората дека сте биле председател на Државната пописна комисија. Се срамите од делови на вашата биографија? Да. Сакате да ги скриете или Не, зашто не ги па тоа не може да се сокрие, Васко, тоа е толку јавно што ни случајно не може да се сокрие. Факт е дека релативно брзо го пишува в CV-то и мене ми е жал што сум го направила тој пропуст. Јас се гордеам и со едната и со другата функција што сум ја имала. Воопшто не сметам дека тоа е некаква грешка во мојот живот. Напротив, сметам дека е огромно големо искуство со кое сум стекнала знаења, вештини кои сега можам да ги употребам. Јаневска, вие сте напишале дека од 2006 од 2008 сте пратени го собрањето на Република Македонија, но сте заборавиле да напишете дека сте ВД, председател на ВМРО Народна партија, иако давахте тамо
доста еуфорични изјави кога станавте ВД председател на ВМРО Народна, дека сега СДСМ и власта на СДСМ таа 2005 година ќе вида што е вистинска опозиција. И видоа, сметајки дека опозицијата на ВМРО ДПМН со Груевски не била вистинска опозиција тогаш. И видоа што е постоењето на ВМРО Народна партија беше исклучително значајно за државата. ВМРО Народна партија беше коректор и на власта и на опозицијата. Откако престана нејзиното активно учество во општеството, настанаа драстични промени. Јас не сум егоцентрична, па да речам дека ВМРО Народна беше клучен фактор, но беше значаен фактор во креирањето на политиките и на власта и на опозицијата. Ова е фотографијата која беше објавена кога бевте независен пратеник во парламентот, тоа е некаде 2002-2006 година. Ако не се лажам, односно 2006-2008 годините сум ги заборавила како пишуват. И велите доктор по медицински науки, патолог, добро го позна англискиот, српскиот и бугарскиот јазик. Бевте во ВМРО НП, бугарскиот јазик мораше се познава. Веќе одговорив, мислам дека кај вас по Петревски го одговорив на ова прашање. Бидејќи сум доктор, бидејќи не сум полиглот, јас како после прочитани неколку стручни книги од бугарскиот, на вистина во тој период релативно лесно го научив тој јазик, но јазикот е жива материја, јас и англискиот кога не го користам, знаев малку и германски, ама не го користам, јазикот се заборава. Значи и сега не можам да јас разбирам, но не можам да кажам дека активно го владеам. Не е срамно да се знае ни еден јазик. Не е срамно ни еден дека срамно, напротив, мисля дека тоа е референца за да бидете на висока функција во ВМРО НП во време на Лјупчо Груевски. Не било никогаш. Оние негови интервјуа, бугарофили, Васко, бугари не се мери квалитетот. Според, познавањето на јазици е важно, но за да се биде на функција не е мерило познавањето на бугарскиот или некој друг јазик, иако е позитивно да се знаат што е можно повеќе јазици. Пред одиме на овие прашања или што ги имавме усогласено, поднесовте оставка на еден ден пред почнување на пописот во Република Македонија 2011 година. Тој попис подоцна беше предмет на истрага на специјалното јавно обвинителство, Али Ахмет и Никола Груевски, тоа никош не беше процесирано. Пописниот материјал, колку што имавме информации, бил изгорен во Макстел или во некој од овие печки на Скопска железара, потрошени повеќе од 10 милиони евра. Дезинформација, добро ќе ви објаснам. Повеќе, добро, потрошени се пари. Така, потрошени беа пари, тој материјал го нема во Државна завод за статистика, што значи дека е уништен. По закон беше поништен тој материјал, И никој не одговараше. Неуспешен попис. Вие како прв човек на државна пописна комисија велите се спрема, односно се подготвува уште еден пописен фалсификат. Така е, јас тврдам дека и последниот не е најсоодветен. Вие сте биле соучесник во пописен фалсификат? Не сум била, јас си дадов оставка. Потоа и другите си даде оставка затоа што видоа дека не може да се контролира процесот, не можеше да се контролира, се очекуваа нерегуларности и поради тоа јас си дадов оставка. Не можев да во тој период дозволете. Тоа е пред многу години, јас детали сум заборавила. Многу е битно, попис во држава. Вие денес сте министар, ќе треба да правите учебници или да печатате учебници, ќе треба да знаете колку учители, колку население, колку живеат тука и така. Баш затоа јас сум дала оставка, а сега треба да ја прашате минатата влада зошто дозволи нерегуларен попис. Тврдам дека е нерегуларен и тој. Тој истите бројки со пописот 94 година, тоа се трендовите, тоа се тенденциите. Не знам, не сум учествувала во тоа, не можам да кажам. Преку 30% како што смета, но беа како нерезидентно население попишени. Па во ред ли е како нерезидентно население да се попишат во пописот? Тоа сме учеле ке Брезник, Балетич, економски факултет, дека има две графи, Васко има две графи, но законот се знае резидентното. Според присуството на населението во државата, вие можете да правите стратегии, планови и програми, а не според она што е надвор. Вие правите стратегии врз база на резидентно или присутно население на денот што е точно. Дали тоа април или октомври? И ова го имам јавно кажано, заради ваквиот попис кој го имавме, кој фалсификуваше?
Не знам кој фалсификуваш, јас само можам да ви кажам дека во едно кичевско село се изгради ново училиште, а нема ни едно прваче. Добро. Јас затоа тврдам дека не е добар пописот. Јанешка, вие велите 2011 година се спремал пописен фалсификат. Да. Кој го правил? Кој го спремал? Значи, во пописната Станува комисија збор за две авторитарни партии, во лидерски партии. комисија- И ВМРО ДПМН и ДУИ. Ако лидерот не даде согласност за пописен фалсификат, нема пописен не, фалсификат. ви се молам, не одете во тој правец, Како нема да, логика. тоа се лидерски Јас партии. ја водев комисијата. Академик Беџети ми Беше? беше заменик. Ние требаше да постигнеме консензус во однос на методологијата Кој и ве замени? начинот. Кој ве замени? Не сум сигурна, подсетете ме. Слободанка Гиевска. Да, Слободанка Гиевска. Сопругата на Игор Гиевски. Да. Име кое се споменуваше во Делчевски ниви. Ви молам, ама не ги добро. поврзувајте Ама сега. како? Каква логика зашто има, имате- каква врска има пописот со некакви си делчевски ниви, кога се- а колку кога што се- ми е кога се познато, става- таму нема дело. кога се Таму става- нема дело. Тие Да. делченските ниви завршија без дело. Го Луѓето смени- џабе го беа смени- бламирани. Го смени исказот. Луѓето беа го џабе смени- бламирани. Сведоците го смени исказот 2023 година, кога веќе беше видливо дека ВМРО ќе победи на изборите. Тоа да си ги прашате сведоците. Имате, Меѓутоа дочери јас ги. не Значи Васко имате ве молам, Слободанка- не Слободанка Васко ве Гиевска, молам. Слободанка Значи Гиевска. во оваа земја Ајде. постои суд, без оглед колкава е довербата во судот. Судот рекол дека таму нема дело, значи нема дело. Сега и суд веруват. Или кога ви одговара? Не, јас секогаш сум верувала во Вие суд. сте од тие 2% или во тие Не, 98%? јас од секога сум верувала во институциите на државата. Да, свесна сум, јас не сум ни слепа ни глува, свесна сум за недостатоците бројни кои ги има оваа држава, но ние мора да ги почитуваме одлуките. Кога сте опозиција, не верувате во ништо. Кога сте власт, верувате во све. Не е точно. Па тоа е многу непринципиелна Не позиција. е точно, тоа е дури- ваше дури- толкување. Па дури манипулација, Моето толкување е дека- манипулација со јавноста. Не. Кога сте Не, Васко, тоа е опозиција, ваше кога сте толкување. опозиција, Северна никогаш, Да. Македонија секогаш, како ќе станете 25 јуни власт, ви одма го менувате наративот. Не, само Мораме почитуваме ни се закони. бурбати во стомакот, не, мораме тоа да само, го прифатиме. Да, горчина има во Горчина? душата, не во стомакот, има огромна горчина во душата, но закон е закон. И ако сме се декларирале како легалисти, тоа што Јесте? мора да се почитува, мора да се почитува. Ја прашам, тоа сам овде да нешто да направам. Слободанка Гиевска, па Бујар Османи, кој доаѓа на место нели на Абдулменав Беџети, па Артан Груби, гледате целата оваа екипа од кој требаше да не ослободите од окупација, станале после вас членови на пописна комисија. И има едно име Орце Тодоров или Орце Тодоровски. Добро? Тој е овој популарен ефто. Да, тоа. Зошто е популарен ефто? Па Не тој- ми е познато дека е Па популарен. вие сте дел на таа група, тоа е Делчевска група во или ВМРО-НП група во рамки на Да, на точно, ВМРО, точно. Спире Ристевски. Тоа се способни луѓе, тоа се способни луѓе, тоа се способни Вие луѓе, сте- тоа се луѓе лојални на државата и лојални на партијата. Тие луѓе без И мислам тие дека луѓе- затоа тие- беа цел на напад. Затоа што се лојални на Ама државата измешани и сте. затоа што се способни. Измешани сте, сај да употребам некој израз да не биде измешани сте ко црева. Значи целата кариера, час вие сте горе, па нив ги влечете, час тие се горе, па вас ве влечат. Гледате тој Орце Тодоровски. Ние не се влечеме Орце Тодоровски или едни со други. популарниот ефто, Не кој се беше во Делчевски ниви кој велите судот. Погрешни ви Беше се сознанијата. сопругата негова Елизабета Тодоровска. Мислам дека е пред вас председател на комисијата за образование во МРДПМН. Не Па знам, вие ја не заменувате. знаела да ви кажам. Она е, Не. Она е Не, бе, државен, не, она пред мене беше она е Рашела државен- Мизраки. Пред она е- мене беше она е- Рашела Мизраки, Она е државен, председател на она е комисијата. државен секретар за образование Добро. 2013 година Добро. во мандат на Спире Ристевски. Спире Ристевски вас ве предлага. Многу успешен. 2012 Многу ве предлага успешен за државен секретар. ве предлага за ректор кандидат и ги Ама губите. таман работа, ги па не губите- предлага ги губите- власта ректор. Ма застанува зад вас, ама застанува, лобира за. Видите, Не. сакате да кажете, Значи, ги мешате дека поимите. Јас сум се кандидирала за ректор затоа што сум Госпоѓа сметала дека можам да бидам добар ректор. Не ме изгласала и тоа е тоа. Господјанска, тоа е заробена држава. Така е дефинирано од Европската комисија. Во заробена држава кај што 20.000 луѓе се прислушкувани. Вие мислите дека ќе може ректор да се кандидира некој или сакате да не обидите дека некој ќе се кандидира за ректор без власта да даде согласност?
Па пиле не можеше да дојде во Македонија. Може би сум сгрешила, да дала власта согласност, ке бев ректор. Значи, ова е тој Значи, да дала власта согласност, јас ке бев ректор. Мене не ме изгласа и сметам дека е многу демократски и е во ред. Во ред е. Од и минатиот пат кога се бираше ректор, многу професори конкурира, еден избра. Значи, упорен човек сте. Гледате, пописна комисија, па ректор не успеавте. И еве се на крај министар за образование во влада која ослободувачка во Македонија или која ме ценеле луѓето, а имале зошто? Јас немам партиски бекграунд во мојата животна кариера и моите постигнувања. Се што сум постигнала без партиска поддршка. Сега имам партиска функција. Сега, овој момент имам партиска функција и да, пратеник станав, нели, како член на партија. Но ова е прва моја партиска функција. Другото е се по квалитети. Тоа е веде. Значи, оно што се биле председател на ВМРО народна не е партиска функција. Секако дека е. Секако дека е, нели да бидеш председател на партија, ама не е функција. Не била функција, државна функција е ова. Првата моја државна функција е ова, министер за образование во Македонија. 2004-2005 година се случува панорама, па се дели ВМРО ДПМН на два дела, се формира ВМРО Народна партија. Вие станувате прв ВД председател на ВМРО Народна партија. Така е. 2006-2007 година, после завршување на изборите, имате конгрес. Имате 3 кандидати. Да. Вие, Георги Трендафилов и покојниот Маријан Додевски. Да. Се формира изборна комисија која треба да ги спроведе изборите. Балковски го предлага партијата, а трите кандидати за председател на ВМРО НПС имат своји кандидати во таа изборна комисија. Ваш кандидат е Орце Тодоровски, популарниот Ефто. Мислам дека сте грешка. Не сум грешка. Сигурна сум дека сте грешка. Не, сигурна сум дека сте грешка. Ако не се лажам. Роберт Љушев е на Георги Трендафилов и Оливер Андонов е на Маријан Додевски. Не бил Орце Тодоровски е председател не погрешна ви информацијата. Орце Тодоровски, колку што јас сеќавам, воопшто не беше во тие комисии. Ако не се лажам, беше, простите, не ми текнува на името, Зоран. И вие губите. Да, окей. Станувате независни пратеници. Вие сте со Весна Божиновска, со Валентина Божиновска, се извинувам, Весна Енеска Валентина Божиновска, таа потоа станува прв човек на ова комисија за верски заедници. Вие станувате прв човек на државна пописна комисија. Вие гласате за распуштање на парламентот 2008 година. Му помагате на Груевски да го распушти парламентот после Букурешт. Тоа се сестрински партии, двете демохристијански, двете десно-централно ориентирани, со приближно исти планови, програми, идеологија. Не гледам дека тука има нешто спорно. Подобро вие бете лидер на ВМРО НП. Бев? Па, ве изгласуваат, односно не ве изгласуваат за нов. Но ние поддржувавме власта тогаш. Ние власта тогаш ја поддржувавме и бевме јавно декларирани дека ќе ги поддржуваме. Енеска, имаше договор Лјупчо Георгиевски, Никола Груевски или вие бевте тројнески кон на Никола Груевски во ВМРО НП? Јас за иако имало таков некаков договор, јас за тоа не знам. Како успевате три лидери на ВМРО ДПМН, најде да ги трнеме овие другите, Ванчо Михалов, Тодор. Како успевате кај три лидери на ВМРО ДПМН? Тоа треба нив да ги прашате. Ама еве вие, вас ве прашам рецепт да дајте да кажете, освен експертска некоја името, бекграунд, значи треба да има и нешто друго. Белчевска некоја линија ВМРО НП. Не, јас сум стара скопјанка, моите се од старо Скопје. Цела ваша екипа. Јас сум потекнала од едно интелектуално семејство со кое се гордеам, има браќа снаи интелектуалци, имам ќерки интелектуалци. Тука е бекграундот на успешноста и да, имам амбиција, факт е. Значи, таа е таа група. Знаете зашто ја потенцирам таа група? Ама јас немам никаква врска ни со Штип, ни со Делчево, ни со ВРС. Не, на лош пат сте, не можете тука да ми импутирате ништо. Александар Георгиев Суле, Орце Тодоровски, тоа е екипата која застанува зад Мицковски во носи на власт во ВМРО. Тоа се луѓе кои од деца се во партијата, нема ништо лошо. Значи, вака партиите постојат, има членство. Таа екипата... Секако тоа се луѓе кои биле квалитетни, се покажале квалитетни, партијата ги ценела, тие биле лојални на партијата или идеологијата и тука нема ништо. Со години од деца, со години растеле во партијата. Тоа е вашата лоби група. Тоа ве прашувам цело време. Дали таа лоби група
која го носи Мицковски на власт. Не, јас со лоби групи не работам. Мојата сериозна потпора во овој момент е мојот професионален кабинет и ништо друго. Добро, Јанеска, ајде да го преформулирам прашањето. Ајде, повелете. Таа екипа која во ВМРО-НП, Добро. која е ваша екипа, дел да ја пратеници во собрањето дел. Ништо не било мое, тоа биле мои соработници, дел од нив. Инаку мои не. Јас не сум од типовите кои велам ова е мој човек, нема мој човек, твој човек. Ние сите се почитуваме едни со други. Соработници биле. Биле во младинската организација на ВМРО-НП, точно. Да, и преминуваат во ВМРО-ДПМН. Да. И дел од нив добиваат министерски, добиваат клучни функции во ВМРО-ДПМН во мандат на Никола Груевски. Да. Дали ако целата... Што има лошо во тоа? Ама нема Ама некој проценил дека се способни. Зашто вие сметате дека е нешто лошо? Па не ме прашувате како да е тоа нешто чудно. Тамо е Микев, кумот. Каде е Микев? Па во ВМРО-НП, во тој Добро, временски период. добро. Дали тоа значи дека како целата таа група која застанува зад Мицковски е тамо и Мицковски бил во ВМРО-НП? Јас не знам дека како не Мицковски бил во буди некој ВМРО-НП. шкакливо прашање, никој ништо не знае. Не, како во оние албанските села. А не, јас да ве прашам, па и да бил, што има тука лошо? Еве, јас сум била во ВМРО-НП, тоа значи дека ќе бидам лош министер. Не знам дека он бил. Ако сакате да ми кажете дали бил активен во ВМРО-НП, ако било добро, не бил. А за кого гласал, не можам да знам. Ако било добро, ке сте го ставили во биографијата, вие сте го трнали од биографија. Да, сум направила голема грешка, не сум го тргнала, сум направила пропуст, затоа што не ми било значајно. Не ми било значајно. Да, никогаш нема да пропуштам да напишам дека сум била министер, ако имам можност во иднина, според моите години ќе немам можност во иднина да пишувам биографии. Но ова нема да пропуштам да го напишам. Замислите, Јаневска, да така направите грешка во некој учебник. А требаше ли да напишам дека бев кандидат за ректор, па не бев изгласана? Мислам, тоа се нешта што поминуваат во животот. Тоа се битни работи во животот. Се вие таму сте. Па зависи како кој мисли дека е битно. Видите што сте наредиле таму. Ама јас ви кажав, Васко, на кои семинари сте оделе, а клучните работи не сте. Напротив, сметам дека било корисно и за мене лично и за општеството. Нема потреба да се вртиме цела емисија околу тоа. Кажав јасно што мислам. Вие сте патолог. Да, патолог. Прв послушнавме за патолози кога почна Јосип Брз Тито, тие нели му направија увид. Да. Нели кажа што боледува, што е причината, така натаму. Вие кажавте први Северна Македонија, дали толку патолог први го прогласивте Република Македонија за умрено, што би рекол поранешниот Раисел Улема на исламската земјица. С краја да е. Република Македонија не може да умре, таа постоела и ќе постои, и како што СДСМ ни велеше, кој може да ви го земе чувството, нели дека вие сте македонец или дека ова е Република Македонија, така сум согласна со нив. Сега што е живо? Република Македонија или Република Северна Македонија? Вие испаднавте најголеми северџани. Па со таква жар ја браните Северна Македонија, што јас вака ги тријам очите и викам, верно на оригиналот или не е верно на оригиналот? Да манипулираме, нели, со јавноста. Сакаме да емисијата гледана, затоа сум дојдена, но нема потреба од вакво нешто. Значи да, многу пати, јас мислам дека сите функционери моментални на ВМРО-ДПМН имаат кажано колку боли употребата на срамната именка, која некој друг ја донел, ја потпишал и сега станала составен дел на уставот и законите. Боли, мене ме пече. И не сакам да ја користам. Меѓутоа, тогаш кога мора да ја користам, ќе ја користам. Повторувам, тој е устав и тој е закон. Како лекар, кога ве боли глава, ќе се напиете аналген или кафетин, така? Ако ве боли душата поради Северна Македонија, гледате фотелја министерка и подобар лек од министерска фотелја, подобар лек или премиерска, и тоа така под влијание на одредени новинари, како вас, нели ги го учиме народот, дека само фотелјата е нешто за кое што даѓаат министрите. Мојот лек за мојата болка е да направам нешто за мојата држава. Како велевше премиерот? Мојот лек за мојата болка е да направам нешто за мојата држава во ресорот образование. Да го цитирам премиерот во интервју за ТВ21 една година пред изборите, мандатот нема да го земи ако треба да каже Северна Македонија. Не само што кажа, пее, солфеш ја пее Северна Македонија, каде ќе стигне и во секоја можна прилика. Дури мислам дека е вежбано тоа.
Со таква посветеност, да се гледа дека е вежбано. Ова алегорија е нели претерана, претеравте со алегоријата. Претеравте со алегоријата, не мислам дека било што е променето. Многу честно ви кажувам дека ништо не е променето во нашите чувства. Но едно е чувство, едно е обврска која превземате кон државата. Значи, како што рековте, ако сме ослободиле државата од криминалите, корупциите и сите несакани дејства кои може да постојат во една држава, обврската кон државата ни вели направете нешто. Значи, јас исто така сега скоро некаде кажав, ако сум гласала за самостојна држава, имам и обврска да направам нешто за државата. Во овој момент ми се пружила шанса. Еве, се обидувам да направам нешто. Ке покаже времето, колку ќе бидеме успешни или неуспешни. Единствената цел... Па сте имали шанса. Сте биле председател на ВМРО, па сте изгубили изборите. Па не ве гласале делегатите. А сакате да кажете колку сум неуспешна? Па имале шанси, па не, вие сте имале шанси. Жал, јас сум многу базично задоволна. Сега ви дале, па сте биле председател на државна пописна комисија, па сте дали оставка, сте се повлекле бидејќи некој ви спремал фалсификат. Јас ви тврдам дека па сте пробале со подршка на власта да бидете било добро за оваа држава. И тамо не сте успеле. Не, ви повторувам да ме поддржала власта ќе бев. Тоа е кариера полна со неуспеси, видите сега ви дале шанса. Не е тоа кариера полна. Вие сте успешен патолог. Да, апсолутно сум успешна во се што работам. Како успешен патолог, кој има поголема закана да пропадне, Министерството за образование или македонското образование или владата? Не сум правила проценка на такви ризици, но додека сум јас министер, македонското образование ќе се движи во една нагорна линија, затоа што сега тие што се релевантни да кажат дека има минимални подобрувања, ги има. И кажуваат тие што се стручни за тоа да го кажат. А го кажува и македонскиот народ. Во една емисија за мембари ве пофалив дека ќе бидете успешен министер. Фала ви. Така да тоа немам потреба сега тоа да го кажам. Ќе видиме, времето ќе покаже. Па добре, јас проценам дека Александар Николовски ќе биде успешен министер, дека вие ќе бидете успешен министер, дека можеби Иван Стоилковиќ, ама гледа го замолчија, нешто неактивен изминатите 1 или 2 месеци, иако ја прават сарма министерката ова за енергетика Сања Божиновска, мислам дека може да биде добра министер без разлика на тој гаф со бугарскиот пасош. Имате ли бугарски пасош? Немате. Немам. А сте били во ВМРО-НП? Знаете дека немам. Значи, тоа е таков случај. Тоа е така, па затоа ве прашам да знае дека има, нема да ве прашам. Мислам дека тоа е лична работа. Никош не ме интересира. И јас лично мислам дека е лична работа, но знаете дека немам ниту сум имала. Секој си одговара за своите постапки, како се чувства, тоа е индивидуална работа. Формирана е врз база на овој договор за добрососедство со Бугарија, ова комисија за историски образовни прашања. Така. Ние постојано, фокусот го ставаме на историски прашања, таму има и образовни прашања. Информирани се што работи таа комисија? Не, и никакво барање, никаков допис, ништо немаме таа комисија. Не ви информира Тимчо Муцунски, пошто тој е, ајде да речеме, ресорен министер, па тој ги односно тој ги најавува, тој ги предлага овие членови на комисијата. Во однос на образованието се уште нема никакви заклучоци кои јас би ги добила. Не знам дали они имаат, но ние официјално ништо не сме добили. Еве да речеме точката 8 што се вели на таа комисија, дека во рок најдоцно 3 месеци од денот во влегување во сила на тој закон ќе биде формирана заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања. Кои образовни прашања, например, би биле спорни во македонските учебници? Кои работи би биле спорни? Не знам. Би дискутирала и би воопшто разговарала за такви нешта тогаш кога ќе добиеме официјални предлози. Енеска, вие доаѓате на функција 24 јуни. Да. Веќе јули месец велите ќе има образование, дека децата од 1 септември ќе учат според учебници или ќе имат така учебници. Има учебници. И има учебници на 1 септември. Побрзо ги напишате ти учебници? За еден месец или беа напишани, некој не сакал да ги пушти? Не. Оваа година, на 1 септември, требаше да има учебници по новата концепција, која донесе министерката Мила Царовска. Но освен два, македонски и албански јазик немаше одобрено ниту еден учебник.
Немаше време да се спроведе процедурата. Конкурс за автори. Ова национална комисија за издавање учебници или министерството, за кој мислите дека не е спроведел таа постапка? Велеа дека има многу проблеми при спроведување на постапката. Значи требаше авторски тимови или автори конкурс за автори, па рецензенски комисии. Немало автори, немало тимови. Не се пријавувале. Начално да, така сум информирана дека многу од нив не се пријавувале. Имало пријавени учебници кои не биле одобрени од Бирото за образование, па имало спорни учебници кои не биле одобрени од Бирото за образование, па одобрени од рецензенските комисии. Се тоа некакви небулози кои не треба да постојат во образованието. Значи имало три причини. Не се пријавувале, се пријавувале, пишувале учебници, ама не биле прифатени од овие што се рецензенти или од бирото, од учебникот треба да е усогласен со наставната програма, не биле. Некој им велел да не се пријават, некој ги заплашувал, некој им барал пари да бидат печатени или објавени учебниците од овие големи, да ви кажам, тоа треба да ги прашате оние кои се веќе во опозиција, за ова не би знаела да ви кажам, но да продолжам. Ние обезбедивме учебници по старата програма и прво укинавме концепцијата за 7, 8 и 9. Што значи обезбедивме учебници? Може ли да не дефинирате што тоа точно значи обезбедивме учебници? Значи, Министерството има авторски права. Од оние учебници кои ги имавме авторските права, ние ги печатевме. Програмата, концепцијата од 1 до 6 ние ја допревме. Ги менувавме од 7, 8, 9. Значи, веќе беа пуштени во печат од 1 до 6. Кога вие доаѓате министар, да. Постојат напишени учебници? По старата програма постојат, но недостасуваа учебници за историја и општество за 5 и 6. Ги има како материјали за учење. Затоа што за еден месец... Кој ги напише за еден месец? За тоа беше одговорно Бирото за развој на образованието. Сигурно Виолета Ачковска седнала конја, што ги правила документарците, пошто ги правила документарците, склепала за еден месец некои учебници, Гоце му рекол на Јане... сега тоа вие мислите дека склепала. Ама за месец дена Виолета Ачковска е професор во се пишува ли за еден месец? Се никој во Македонија не чини, нели? Особено ако вака подгледнува на десната страна. Не, сите чинат. Па не чинат баш сите, јас ќе кажам дека не чинат баш сите. Може да пишат учебници за еден месец, па за колку време докторска дисертација пишат? За 2 дена. Одат на викенд, одат на продолжен викенд и се враќаат. Други им пишуваат. Така велат, така сум слушнала. Еве честитам, сте издали учебници за еден месец. Не, материјали за учење издадовме. Толку успешни ко влада, што и деца нема да се раѓа за 9 месеци, за 3 месеци ќе се раѓа. Успеавме да направиме материјали за учење и тоа е добро, не е лошо за оваа држава. Добро е да имаат децата учебници, добро е наставниците да имаат учебници, добро е родителите. Ги велиме учебници, тоа се материјали за учење. Еве, вие сте, нели ова комисија мултидисциплинарна за образование и историја. Не знам ја за таква, немаме ние таква комисија. Немаме ние таква. Вие на крај ќе мора тоа да го спроведите во образовна програма, ако се договорат или ако не се договорат. Значи, целиот процес мора преку вас да помине. Васко, јас сум министер за образование, јас не сум историчар, јас не сум математичар, јас не сум македонист. Ама оставите го Тимчо Муцунски. Тој си е министер за надворешни работи. Министерот е менаџер. Еве го Ванчо Значи, автори си постојат. Како авторите ќе сметаат дека треба да го напишат учебникот? Сега е председател на таа комисија, така? Добро. Ванчо Ѓорѓиев. Предпоставувам дека ќе ги брани броите на Македонија. Уствари, всушност, убедена сум дека ќе ги брани броите на Македонија. Беше државен секретар за образование во прва влада на Лјупчо Ѓорѓевски, што значи дека мора да се има мора да се има контакти со образование, да може да се спроведе или да се води целиот тој процес. Добро, окей. И како ви не знаете? Дека Ванчо Ѓорѓиев бил... Не, дека што се работи. Мислам, и те се 3 месеци, се 4 се министар. Комисија, Како може да не знаете? Таа комисија е, нели, составена од македонски групи. Што мислите за Гоце Делчев? А тој е предмет на расправа на таа комисија, вие кажете... Ама јас не расправам, историчари расправаат, нема што да мислам, ки кажат. Јас знам што мислам за Гоце Делчев, како личност.
Да, тоа е столб и символ на оваа држава и на македонскиот народ. Како вика премиерот, нема во Бугарија луѓе кои се крстени Гоце, а тој не е Гоце, тој е Ѓорги Делчев. Добро, не е Гоце. Зато треба да учиме учебници историја и треба да име на функции. Ќе учиме во историјата факти, научни факти ќе учиме во историјата. Мое е да не дозволам во учебникот да пишува дека Монт Еверест е висок 39 километри и тој и како опозиција сме го правеле. Може да се случи грешка. Има ли бугарски фашистички окупатор? Ма историските факти не може министерот да ги менува или како кому ќе му текне да менува историски факти. Дали, ако постои историски факт, да, постои историски факт. Дали во учебници по историја, кој е тамо 5-то, 6-то или било кое делење, ке има дека има бугарски фашистички окупатор? Ке кажат вторите историчари, нема да каже министерот. Во овие што се поминат учебници пишува или не пишува тоа? Кој за 30 дена успеавте да ги ставите во функција? Таму не се работи Втора светска војна. Се спасивте. Се спасив, кога ќе дојде на ред, ќе видиме што ќе правиме. Балкански војни ги има ли? Мислам не. И тука се, значи сите клучни. Не. Но секако ќе дојдат на ред, ви се молам, Васко, секако ќе дојдат на ред. Тврдам дека авторите имаат и право, но и должност да работат по историски факти. И ако работат по историски факти, сметам дека никој нема од нас да има никаков проблем. Вие сметавте? Не може, историјата има два елементи, значи толкување и факти. Толкувањата се нешто што е различно од фактот, констелации и така натаму. Ние ќе работиме по историски факти. Господине Ска, вие бевте дел на раководството, мислам дека се уште сте дел на раководството на ВМРО ДПМН. Кој победува на избори, па добра на комисија. Јас сум председател на комисијата за образование и наука. Тоа е еден дел. Добро, сум и член на централниот комитет, така е. Одбор, така начен дел. Може не на најтесното, но еве да речеме на поширокото раководство на партијата. Пред 1,5 или 2 години лидерот на партија, повикувајќи се на подршка на извршниот комитет и на централниот комитет, рече дека ќе се собират потписи за референдум со кој ќе се оспори овој договор за добро соседство помеѓу Македонија и Република Бугарија. Клучен дел кој ви пречеше е ова комисија за историја и образование. Не, целиот договор, ако не се лажам. Целиот договор. Пред еден месец на влада ги поминавте измените на членовите во историска образовна комисија. Да. На тој начин вие не само што го спорите договорот, туку му потврдивте континуитет на договорот, прифативте све што е правено, не се согласувате како е работено, но суштински се согласувате да постои таа комисија. Тој салто мортале. Васко, ти многу добро знаеш дека државата има обврски. Тоа што постојано се вели дека да, ќе се обидеме да репреговараме, да, ќе се обидеме да промениме, да, ќе направиме нешто што ќе го гарантира нашиот национален идентитет и јазик, само промената на луѓето во комисијата само зборува дека одредена структура има повеќе доверба во квалитетите на одредени личности, што не е спорно. Ние сме сите различни со различни квалитети. Јас, мојот соработник, ако сакам да бидам успешна, го бирам според квалитетите и довербата која имам во соработникот. Нема тука ништо спорно. Член 13, став 2 на тој договор вели дека овој договор може да биде изменат со писмена согласност помеѓу двете договорни страни. Со писмена. Добро. 1 година пред истекот на договорот. Значи, вие ако не се согласувате со ова, ако тоа многу ви тежи, ви ги навредува чувствата, нели чувствителни сте многу сите од прв до последни, сега во интервјуто 3 пати кажате дека сте. Ако толку сте чувствителни ви ги навредува чувствата, па што не пратите писмен допис до бугарското министерство за надворешни работи? Ние не сакаме како претходната власт да рипаме од работ на бездната во бездната. Сакаме да направиме добро за Македонија. Не го прифаќаме, остануваме на истите ставови. Ако не го прифаќате, откажете се. Како ќе турнеме Македонија во бездната за, нели, вие и одредена група на луѓе да бидат свекни, еве оваа власт не го прифаќа. Се ќе направиме да го поправиме. Се ќе направиме што е во наша моќ. Можам да не сум среќен. Прво сум среќен се ослободивме од окупација. Така е. Второ интервју министерка од влада која не ослободи од окупација доаѓа во емисијата, значи не за сум среќен. Па и треба да биде Цветам од среќен. Дури планирам и името место Васко, Цветам да се прекрастам или Љулзим, или по албански, тоа е модерно сега, двојазично што се вели.
Имате контрола во овој дел двојазичен во Македонија како министар за образование? Почитувам закон. Вчера имаше интервјуто го снеме, односно завчера интервјуто го снеме сега во четврток, амбасадорот на Република Албанија во Македонија заедно со Билал Касами оди ке учебници и им покажува оно орлето што лета како да окористат децата. Како село без кучиња да сме, министерка ни доаѓа тука во училиштата, кој стигни, како стигни и ни прави што сака. А ова власт Дали рече Васко го повикавте Јетон Шакири да го прашате зошто дозволил да се користи букварот албански како дидактички материјал? Дали него го повикавте во емисија и дали него го прашавте за ова? Јас не подпишав такво нешто. Јас не подпишав такво нешто. Гледате го. Да. Амбасадорот А вие мислите дека јас сум... Овој треба персона нон грата, значи одма протестна нота да им се... Ова е драстично и флагрантно мешање во образовен процес во Република Македонија. Јас сум министер за образование. Па добро. Уште еднаш повторувам. Јас сум министер за образование и наука. Дали ова ваш ресор со буквари? Да. Да. Дали ви во Дали го праша, дали ви ова коалиционен партнер било Касами? Дали Васко го праша Јетон Шакири зошто подпишал такво нешто? Конечно дидактички материјал. Нели рековме дека Јетон Шакири е неспособен, дека дел на окупаторска власт, Јас не сум рекла дека е окупаторска власт, јас не сум рекла дека е окупаторска власт, пратена во историја, вие во емисија постојано го повторувате за да побудите некакви чувства кај одредена групација на луѓе. Не, ова ќе го кажам. Ова мора да кажете. Не, ова го кажувам. Дека диплома во оваа држава ќе добијат за завршено образование само тие што учат според наставни планови и програми одржани од државата. Толку, нема повеќе што да зборуваме на оваа тема. Нели се чувствувавте непријатно? Ја видовте таа снимка, ја се ја пуштив. Амбасадор доаѓа, пред дечињата Орел прави како овој фудбалерот што беше Шакири или Гранат Джека, како се вика, кој игра Албанија и Србија, кој покажуваше нели со потекол од косом. Непријатно е. Кога ќе имам прилика да се видам со амбасадорот, кога ќе имам прилика да се видам со амбасадорот, ќе му кажам што мислам за тоа. И верувам дека ќе имаме пријателски разговор за да одрешиме. Зар вие би се сретнале со него? Зошто да не? Доаѓа во Македонија. Па замислете нашиот амбасадор тамо. Да. Доди во Пустец. Јас сум била во Пустец и сум донирала книги. Јас сум бил, тоа не е спорно. Збориме како представник државата и со однесов исто како што снесо албанскиот амбасадор во Македонија, па ќе го извркаат на клоци. Тоа е разликата помеѓу организирана и неорганизирана, сериозна и несериозна држава. Тоа е разликата. Ти сакаш да е нашата држава несериозна и неорганизирана? Не, јас сакам да е сериозна, затоа ви поставам прашање, Ако сакаш да имаме организирана држава, затоа ве гласа граѓаните на 8 мај. Ако сакаш да имаме организирана... Не да им кажувате дека е тешко. Да решите тоа што сте ветиле. Вие сега 110 дена објаснувате зашто не може да решите. Како не сме решиле, не може да решите преспански, не може да решите француски, не може да решите договор за добрососедство. Затоа што 7 години наводно се работеше само на преспански и бугарски добрососедски договор, оваа држава е во распад, тврдам дека е. Ако е секаде како што е во Министерството за образование и наука, државата е во распад. Ние сме дошли овде прво да го спречиме тоа, а после да почнеме подем. Осте малку време да видиш. Во овие 3 месеци овој министер, Весна Аневска, има направено толку колку што они немаат направено во 3 години. Васко, значи јас и сега исплаќам тоа што требало да биде исплатено пред 3 години. Јас и сега организирам тоа што требало да биде организирано пред 3 години. И нема да кажувам што е, и нема да се жалам. Туку ќе работам како што работам од 8 до 8 и од 8 до 10 навечер. Единствено што ми е жал, не се жалам себе, ги желам луѓето што работат со мене, а не можам да ги наградам. Дали добро ве разбрав, рековте, ова држава е во распад. Веќе не е. Да, рековте, ова држава е во распад. Да, така е, веќе не е. Тоа значи дека како патолог ви имате точна проценка дека е во распад оваа држава, тоа што не кевте пред 15 минути ми одговорите. Ако некој организам човечки е во распад како патолог, колку рок на живење му давате? Не е. Да, болна е, ама ќе оздрави. Па и таа Албанија... Болна е, ама ќе оздрави. И таа Албанија е одвојија од Македонија. Па што? Еве сега сме последни.
Добре. Сега можеме со Косово и со Босна и Херцеговина. Тоа се недефинирани држави. Овие кои се дефинирани, кои знаат кој правец да го Не, фатат... Васко, ние сме добро дефинирана држава како сме и ќе дефинирани? останеме добро дефинирана дефинирани? држава. Така како независна, самостојна, прво Република Македонија, а сега со придавката. Тоа сме ние. И овде треба да има луѓе и сили кои максимално ќе се трудат да и помогнат на оваа држава да стане комплетно организирана. Јанаска, Да. 2001 година што се случи во Македонија? Еве, тоа ќе го има во учебниците. Не знам дали, значи јас не сум историчар и не знам, за да има некој настан во учебниците, прво треба да има историска дистанца. Друго, актерите во тие действија се уште живи и присутни во политиката. Тоа значи дека може да има влијанија на толкувањата. Треба одредена временска дистанца, треба да се дистанцираат сите учесници, барем од крупните и значајни функции во општествениот живот, за да можат историчарите реално да ценат што се случило тогаш. Ако не сте историчар, ако не сте вие историчар, Да. јас ако не сум историчар, Да. ние не знаеме што се случи 2001 година. Знаеме како не А што, знаеме. Имаше жртви и на едната и на другата страна, мајките и на едната и на другата страна плачеа, го знаеме текот како почне и како заврши. Беше борба за и човекови нема права, зошто да ги беше борба повторуваме. за територии, беше граѓанска војна, беше конфликт. Не сум толку амбициозна да го толкувам како тоа. министер мора да го знаете. Не сум толку амбициозна, Ќе се има кој да формираат толкува. идни генерации врз Ама јас ви кажав, Васко, значи треба одредена дистанца. Ќе го учат како Али Ахмети децата ќе го учат во учебници. Еве вие ќе ви падни таа обврска да има учебници за поновата македонска историја. Ќе се спасам, нема тоа да се случи во мојот мандат. Нема историска дистанца, некој друг министер ќе го решава тоа. Ако ми решава министер, што не е во ред, автори ќе треба да го решат тоа. Толку ви тежи на душата што ќе се спасите? Не. Па рековте Само ќе го се- користам вашиот речник. Не. Вие рековте два пати се спасивте. Бидејќи не ви тежи и за да не се спасите, да бидете учесни во тоа. Како ќе учат според вас, како треба да учат децата? Али Ахмети е Каже командант. историјата. Али Ахмети сам се декларира за командант Али и целата партија го декларира за можеме командант. ние што вели Вучич на тараба да напишеме се што, па тоа не значи дека е така. Така е. Како ние ќе го учиме тој дел на историјата? Дали се сеќавате Ќе учиме- дека пред ќе учиме- избори, ќе учиме дали два се учи- ќе учиме сеќавате два дека учебници? пред избори на Али Ахмети му се обраќаа со команданте? Добро. Тоа е историски факт. Што понатаму? Дали ќе учиме, Тоа е дали историски ќе факт. учиме од два учебника? А, Дали не, ќе дали ќе нема да воспиту- учиме дали од два дали ќе учебника. воспитуваме Не, генерации? Не поставувајте такви прашања, не. Добро, Еве ви за бугарски кажувам, не. фашистички окупатор не одговорите. Ај за Али Што Ахмети не одговоривте? За Али Ахмети не одговорите. Ама тоа вие велите, Еве. јас ви одговорив. Ке има ли веронаука во училиштата? Треба ли да има? Може ли? Немало веронаука во училиштето, имало дискусија за веронаука. Дали треба да има? Не. Имало Вие сте- етика во Вие сте лекар. во Вие сте лекар. религиите. Која ви е прифатлива теорија? Дарвиновата, дека човекот настанал од мајмун, или ова црковна теорија дека Господ или Бог не создал? Нема пречка некој да биде научник и да верува во Бога. Никаква пречка нема има. во тоа. Зошто да има? Зашто се контрадикторни една Не се. од друга. Не се. Бидејќи наука, Не се. бидејќи наука функционира, ама не е така. Ама наука, не се, наука- ама Нобеловци, Ако- ама Стивен Хокинг, Ако ме- Стивен ако ме Хокинг, се слушнете- сеќавате ли на Да, се неговиот слушнете. последен? Видите, Се сеќавате ли на госпоѓа Јанеска, неговата изјава На што пред почива, смртта? на што почива Дали, наука? Знаете, на што знаете почива кој е наука? Стивен Хокинг? На сомнеш. Стивен се Хокинг сомневате е еден во- од генијалците, Ама прогласени така е. светски Ама добро. генијалци Добро. на овој свет, еден од Видите? Да. Јанеска. И Стивен Хокинг. Наука почива на сомнеш. Па дури, толку па дури, нобеловци, па дури толку и нобеловци кон работи, дури и кон работи веруваат во кои се Бога. кои се Не откриени. смеете личното религиозно чувство Не, само да да кажам. го оспорувате, Видите, значи- ниту да го споредувате со Јанеска, науката. Ние не говориме за поединци. Говориме за систем, за образование, Не, ама- начин на форматирање на образование. Ако науката е сомнеш,
да се сомневате во све и тоа да ве турка да истражувате, тоа е суштината. Да, сега ќе ми речете дека верата е догма и така натаму. Ова е секуларна држава и тука нема дилема. Верата ве тера да верувате во збор. Значи тоа е конфликт помеѓу сомнеж, бидејќи сомнежот ве тера да не верувате во верата. Ние не сме држава, значи секуларна држава, сме што е тука спорно, но почитуваме религии, па имаме верски училишта. Кој не го справите? Значи тоа е чудо едно. Не. Вие сте за Европска унија, не сте за француски предлог се, а всушност не сте за француски, ама не се откажувате за овој договор за добро соседство. А тој договор е лош, ама го продолжувате мандатот на некои членови и додавате други членови на комисија за образование и историја. Тоа е карма каша направена у 110 дена. Ова не може магионичар, они Бик Лале што беше Бик Лале не може да го најде. Изгледа, а ако ги погледнете, вам така ви изгледа, ако ги погледнете рейтинзите на последните анкети, на народот не му изгледа тоа така, напротив расте довербата во оваа влада. Знаете сами. Сега да треба да ја прашам Груевски, ви ли сте? Бидејќи тој така функционираше. Народот ни дава доверба. И тоа значи дека народот е управо. Само имате доверба. Тоа не значи дека како беше народот е секогаш во право. Него сега дреми тамо пензионер, никој не го праша. Господи Јаневска, што мислите за американските црни листи? Дали се добри или лоши? Јас не судам за американските црни листи, тоа е нивна внатрешна работа. Ако ги направили, јас верувам дека американската влада не прави ништо што не е добро проверено. Има многу македонци ставени на тие црни листи. Има. Што мислите вие за тоа? Што да мислам? Американската влада заклучила дека тие треба да бидат на нивните листи и тоа е во ред. Сигурно направили истражувања. Со еден од нив на 7 октомври сте биле на одредена трибина. Со кого? Со Кочо Ангјушев. Тоа е на американската црна листа. Да, тоа беше на Машински факултет, каде што Кочо Ангјушев Дали на тој начин министер за образование дава легитимитет на лице кои се на американски црни листи? Дава легитимитет на професор. На мала врата, Тој секако не е на црната листа затоа што е професор на Машински факултет. Секако не е заради тоа. А јас бев на прослава на 75 години на всушност се извинувам, не знам колку години, постоење на студиската програма Мехатроника, која е современа и треба да биде, мислам дека 2 децени, се едно како и да е, и треба да биде поддржана во оваа земја, затоа што е во согласно со модерните студиски програми. И е значајна, и е многу значајна за нашите млади. Чекате на мала врата да амнестирате луѓе што на црни листи. Пред изборите, ама кој е министерот за образование во Македонија да амнестира луѓе на црни листи? Ама видите, нема логика. Васко, нема логика вашите. Ама зашто се подценувате? Според мене образованието е едно од 3-4 клучни ресори во една држава. Дефинитивно. Вие треба да создадете предуслови за нормални здрави генерации. Точно. Вие не можете да го решите проблемот во семејствата, што е. Вие не можете да помогнете, вие немате ни таа обврска како министар или комунист. Но со создавање на амбиент, вие треба да обезбедите услови за нормални здрави генерации. Тоа го правиме. И затоа немојте да речете кој е министерот за образование. Кога вие седите со човек кој е на црна листа. Ама он не е на црна листа затоа што е професор на Машински. Ама нема врска, пазите се. Тоа треба исто. Дели? Мислам се, он е на црна листа. Законот за црна листа кој Антонио Милошевски пред избори не го става на собраниска седница, вие се треба како влада да се произнесете околу тоа. Мислам, тоа е клучно. Владата ќе се произнесе по тоа. Кога ќе се произнеси владата, вие за што ќе гласате? Како зашто ќе за почитување или за непочитување? Дефинитивно секој па нели ви е непријатно? Па нели ви е непријатно за човек на црна листа да седите на иста трибина? Па барем толку треба да сте добли, сте да речете да, го почитувам, бил професор, респектирам, направил, но и на црна листа. Не. Тој е професор долгогодишен на Машинскиот факултет, дал придонес во развој на студиската програма Мехатроника и тоа е нешто што е добро за Македонија. Она што било лошо за Македонија, ако ќе се додефинира и кога ќе биде. Како? Ја финансираше ВМРО ДПМН кампањата на ВМРО ДПМН? Тој професор на Мегатроника, на Машински, успешен и така натаму, или не ја финансираше? Не знам, но не верувам дека ја финансира. Кабинет до кабинет со Христијан Ницкоски на Машинскиот факултет.
Добро, тој беше министер во владата на СДСМ, ова е а ова е на ВМРО. Па како мислите дека две спротивставени страни едни со други кои се борат? Курто и Мурто тоа цело време. Ама тоа вие така велите, нели? Ама не го поддржувајте стереотипот сите си исти, не сме исти, многу сме различни. Ќе зголемите ли платата образованието? Да. Па не треба да ја зголемите. Па зар не гледате овие што ви се жени вработени во образование? Тие не се жени, тие се наставнички. Наставнички, професорки. А и наставници, да. Се извинувам. Наставнички, односно професорки вработени во средно образование. Да. Пред да дојме тука, нели не јавивте дека законот за средно образование ќе го изгласате? Да, и за основно и за средно стручно и така натаму, да. Кога тие располага со средства, да го цитирам, премиерот, да му купуваат саат скап, десетици илјадници евра, тоа е првото интервју кај колешката, мислам, Душица Мргја на 24, кај што го праша од кај ви е саатот, вика тој ми е најдраг саат, многу драг поклон, моето сопруга. Значи, ако сопругата која е професорка во Орце Николов има толку големи примања да му купи значи вие не треба парите да им ги зголемите на образованието. Злобни ви се коментарите, секако. Значи, не. Наставниците мора да се мотивираат. Да, она што го очекуваме од целиот образовен систем не е на соодветно ниво. Ние сме, на последните места на сите домашни интернационални такмичења и тестирања и тоа мора да се поправи. Јас тврдам од анализата која правевме како комисија, речиси повеќе од 5 години само со мене, а многу долги години и со други председатели, тврдам дека наставниците претрпеа во овие 30 години огромни притисоци и дека конечно се предадоа и не се доволно мотивирани и заради случувањата во општеството. Да, сега ќе им ги покачиме платите и после со право ќе бараме од нив. Инаку, не можете вие да барате нешто за кое немате почит. Тие мора да го добијат својот вистински статус во општеството, а материјалните средства придонесуваат за тоа. Уште 5 прашања. Од овде не сум и гостил. Со времето како Ајде, кратко, значи нема да си одам, само да не задоцнам таму кај што треба. треба. Блиц, сте соработували со 3 лидери на ВМРО последните 34 години. Лјупчо Георгиевски, Никола Груевски и Христијан Мицковски. Како е вашето мислење за трите лидери? Ајде не ве прашам и за овие историски лидери на ВМРО, Александров и Ланчо Михайлов. Сите 3 лидери на ВМРО имаат одиграно историски улоги за оваа земја. Лјупчо Георгиевски, без оглед што ние сме се разишле во нашите идеи, размислувања, одигра улога за формирање на оваа држава. И тоа никој не може да му го одземе без оглед после како ние ќе го карактеризираме како личност. И историјата ќе каже за тоа што треба. Но он учествуваше во формирањето на оваа држава и еден од чинителите кои најмногу придонел за формирање на македонската држава. Никола Груевски и како министер, и како премиер, без оглед на грешките кои ги признаваме или не ги признаваме, допринесе за подем на оваа држава, за надминување на една светска криза, која ние не осветивме и не се вративме наназад, за разлика од оваа која со СДСМ ја преживуваме и која тешко ја осетивме. Воведе ДДВ, воведе многу иновации кои помогна на државата и конечно доаѓа Христијан Мицковски кој е само 3 месеци, 3,5 месеци на власт, кој кажува што ќе направи. Јас вака велам, 30% од тоа што кажува дека ќе го направи за оваа држава ќе биде квантен скок. Да ви кажам право. И четврти лидер на ВМРО да има, вака како ги фалите, сигурно функција ќе ви даде. Нема да имам шанса, дека сум доволно возрастна, нема да имам други функции. Кој од вашите колеги, немојте да речете, гледате Михајло Маневски на кој возраст дојде министар за правда да биде. Па се надевам дека добро ќе се држам да ви кажам право, но претходно мораше оној случај со становите на Груевски да го ставија дактилофилка, така да. Ајде приказни. Последно прашање, кој од колегите позитивно, кој негативно ви изненади? Не сум негативно изненадена од колегите, имам максимална доверба во сите нив, но ако ме прашате... Премиерот, ке речете, одма. Не. Јас имам исклучително голема почит
и за Министерката за финансии и за Министерката за енергетика. Министерката за финансии затоа што од еден денар треба да направи два, а Министерката за енергетика затоа што нема министерство, го формира и превзема како обврска една огромна област која значајно треба да ја помогне на Македонија. Гледате незината пресконференција? За жал не, но слушнав, на да. прашањето дали имате бугарско самочувство, треба да ги прашам адвокатите. Вас го прашам кој е ставот за бугарски фашистички окупатор Зали Ахмети, велите не сум историчар. Не, немојте да ми ги превртувате зборовите. Не, јас не сум историчар за да толкувам историја, но велам дека се што е историски факт може да стои во учебниците, тогаш кога македонски деца ќе учат историја дека Али Ахмети е историска личност. Не знам, за тоа треба да дојде време. И дека е победник во војната 2001? Дали е победник во војната 2001? Веројатно е дискутабилно, но ќе кажат историчарите. Фала многу, ми беше задоволство. И мене, драго ми беше. Ово беше интервјуто со Весна Енеска, ви реков тврдо интервју, машко интервју, тешки прашања, издржа, одговори на голем дел или на поголем дел од прашањата. Се надам дека го задржавме вашето внимание. Ново дружење недела во 22 часот. За тие кои се мембари, вторник 20 часот и 30 минути до недела и до вторник. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.